Иако бебињата гледаат промена на светлината уште во стомакот на мајката, сепак кај бебињата сетилото за вид е едно од најслабо развиените сетила. За видот кај бебињата и малите деца, денеска зборуваме со професор доктор Магдалена Антова-Велевска од Универзитетската клиника за очни болести. Добар ден. Добар ден. Многу родители се прашуваат како гледаат нивните деца и кога почнуваат да ги препознаваат. Еве да започнеме од почеток, како се развива окото на бебето и неговото мозоче. Окото на бебето и мозочето се развиваат рано. Практично процесот на развојот на мозокот и окото е многу прецизен и детето се јавува со развиени анатомски структури на окото веднаш после раѓањето. Меѓутоа, мозокот не е доволно развиен и сите почетни навидум непознатици, посебно за младите родители, се причина заради тоа што функцијата на окото, без разлика на анатомијата, не ја прати развојот на анатомските делови. Окцето е помало, осетливо е многу на светлина, 20 до 30 пати е поосетливо на дневната светлина и вообичаено е во почетокот кратко видо. Самото детско окце е помало, тоа во оптичката осовина изнесува само 18 милиметри, во однос на возрастното околу 24 милиметри и затоа се до извесен период тоа е практично е далеко видо што е нормална физиолошка состојба. Така. Кога почнува бебето да ја препознава мајката, да ја гледа мајката? Како е видот во првите 2-3 недели по раѓањето? Детето кога се раѓа, вообичаено сите знаете дека ги држи очите затворени, дека не гледа постојано, повремено ги отвора, меѓутоа детето ја забележува својата мајка и предметите од 18 сантиметри понатаму. Некои можат и до пола метар да ја приметат мајката, посебно движењето. Движењето на мајката, незините контури на лицето. Во централниот дел можеби не ги распознаваат деталите на лицето, гледаат во една сивкаста, беличаста промена и контрастите на самиот рап на лицето може да ги запознаат. Значи гледаат предмети кои што се движат подобро од статични. Точно, да. Меѓутоа не ситните предмети, туку крупните предмети како лицето на мајката. Така. Имаме и некои инсерти, ќе можеме да ги погледнеме каков е видот на малото бебе, додека ги пуштат од режија, можеме ние да искоментираме дали бебињата гледаат боја или нивниот свет е црно-бел. Кога ќе се родат, нивниот свет е црно-бел. Практично не ги распознаваат боите. Распознавањето на боите почнува од третата недела после раѓањето и ги приметуваат боите кои се контрастните бои, тоа е црвената, портокалестата, не ја приметуваат разликата на боите, меѓутоа не ги приметуваат ни нијансите. Така. Плавата боја најдоцна приметуваат, таа е на крајот од вториот месец, затоа што фоторецепторите на мрежницата се развиваат околу третиот месец, точно и центарот на мрежницата се формира околу третиот месец. И како последица на тоа, на крајот на вториот месец, практично бебињата ги распознаваат сите бои, можат веќе во третиот месец и ситните предмети да ги гледаат, може да го распознаат и движењето, без да ја движат својата глава. Еве тука сега има некоја снимка која што покажа како новороденче гледа, значи каков е видот кај новороденчето, но имаме и ние некои фотографии кои што конкретно покажуваат каков е видот кај бебето и како се развива во првата недела, потоа во 8-та недела, ќе може да ги видиме евеќе тие фотографии. Да. Значи еве тука можеме да забележиме како постепено прогресира видот кај бебето. Видот и распознавањето на боите. Тука гледаме и како практично се гледаат само обрисите, без деталите и се разбира околу третиот месец бебето со индивидуални варијации ја гледа целосна сликата, за да на 6-тиот месец веќе ги гледа и сите детали и сите предмети
практично со сите бои кои се на самиот предмет. Па затоа и се препорачува еден вид на визуелни стимулации. Какви се те визуелни стимулации? Визуелните стимулациите најчесто ги прави мајката со играњето на детето, со правење на гримаси, со пренесување на детето од една просторија во друга, кај што има поголема осветленост, или со пренесувањето на бебето пред прозорецот. Се смета дека во колку е се во ред со бебето, тогаш бебето на посилна светлина од прозорецот, дневна светлина се разбира, и вештечка ги затворува очите и неговите зенички се собираат. Што значи дека рефлексот на осветлување е сосема нормален. Така да можат мајките тоа да си го направат тој тест дали е се во ред и со едното и со другото око, ако го затворат едното или другото наизменично. Втората работа е што мајките треба да ја променуваат позицијата во детската соба, кај што престојува детето, и нивото на осветлување и контрастните предмети да се менуваат. Па се препорачуваат разни играчки над кревечето на бебето, со различни бои, контрастни, меѓутоа не премногу јаки бои, кои сите тие прават една визуелна стимулација на самото бебе. Исто се препорачува заради визуелната стимулација да има преку ноќно време упалено осветлување, некое не многу јако. Не се препорачува никако сликање на бебето со блиц. Зошто е тоа опасно? Тоа е опасно затоа што до третиот месец центарот на мрежницата не е развиен макулата и во колку имаме силно осветлување може да дојде до дефинитивно уништување на недоразвиното и ослепување. Имаше неодамна една информација дека дете ослепело кога било фотографирано со блиц, значи тоа може да се случи, тоа е реална опасност. Што се вика на двете очи, да постои и затоа треба се избегнува да не престојува покрај телевизор заради зрачење, монитори. Значи во колку е променува позицијата од неговата соба, треба да биде во еден чист, осветен простор, не затемнет простор. Тука сега можеме да видиме инсерти од преглед на бебе, офталмолошки преглед. Кај нас не е задолжителен офталмолошкиот преглед. Зошто е тоа така? Не е задолжителен, кога родителите треба да го однесат бебето на преглед? Меѓутоа е неопходен и прашање на време кога тоа треба да се воведе, затоа што превенцијата и раниот скрининг на одредени аномалии во најраната возраст до првата година се неопходни за да се спречат последиците на намален или ослабнат вид во текот на целиот живот. Значи, современите испитувања кажуваат дека не постои пречка во возраста за преглед на бебето. Тоа значи може се прегледа веднаш после излегувањето од родилиште, а некош може да се прегледа во самото родилиште, посебно ако се работи за недонесени деца или предвремено родени деца. И тогаш прегледот во родилиштето е задолжителен. Што опфаќа тој прв офталмолошки преглед? Дали може се употребат капки за проширување на зениците? Тоа претпоставам дека звучи страшно за родителите. Тоа е задолжителна постапка. Има комбинација на капки кои прават брзо и долготрајно проширување толку колку што е потребно во текот на првиот ден, проширување за да се види очното дно, да се види мрежницата, елементите на очниот нев и другите структури на очниот дно за да се откријат одредени болести. Тоа е посебно важно за недонесените деца и постои посебен протокол кој е на нашата клиника во која што работи со оглед на тоа дека сум во пензија веќе 2 години, е воведен од 2009 година скрининг за откривање на оштетување на новородените деца, недоносани деца, како последица од недоволно развиена или ненормално развиена васкуларна мрежа на мрежницата и како последица од предолго престојување во инкубатор или со кислородна поддршка. Кои болести се може да се јават на окото кај децата? Што се може да биде диагностицирано кај нив? Дури прочитав дека и притисок, очен притисок може да се јави кај новороденчиња и кај мали деца. Што ме изненади, морам да ви признам. Тоа постојат голем број на аномалии кои се во главно вродени аномалии и за кои што родителите, бидејќи не е задолжителен обавезниот офталмолошки преглед во текот на првата година, на крајот од првата година, би требало до третата година да го однесат на очен лекар. Меѓутоа, во колку приметат
После 6 месеци најдоцна дека се случува нешто со нивното дете, веднаш треба да го однесат не само кај педијатар, кој е вообичаено, но да го однесат кај дечи офталмолог. Нешто што прво го приметува, тоа е појава на сивило во самата зеница. Зеничката не е црна како на другото око, е сива и тоа е знак дека во внатрешноста на окото се јавува некоја сериозна промена која може да биде вродена катаракта или постоење на многу редок, а многу опасен вроден тумор, внатрешен тумор во окото. Втората работа на која што треба да обрнат внимание е дали е спуштено едното капаче и еднакво на другото, затоа што во колку е капачето спуштено и го покрива окото, може да доведе до појава на слабовидно око, затоа што е покриено самото око. Третата работа, која е исто значена, да се забележи обликот на очите, дали очите се несоодветно големи во однос на возраста на детето и во колку самото око избуткано, зборуваме джиновско, ние викаме, некој вика дури воловско око, тогаш треба веднаш да појде, затоа што на лекар, и тоа е искусен офталмолог, да се направи преглед во анестезија, на детален преглед на анестезија, затоа што може да е тоа причина за појава на вроден глауком непосредно после раѓањето. Имаме гледач на линија. Добар ден и повелете. Кој се јавува? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Тетка Лоза од Крива Паланка. Инаку... Така, ве слушам. Инаку сестра на доктор Бурназовски. Така. Добро. Дали имате некој конкретно прашање? Да, имам. Повелете. Ја поздравувам прво докторката и драго ми е што најпосле ја видов тука кај вас. Така. И затоа сакам да ја поставам прашање. Повелете. Дали се уште е во четврток во амбуланта? Така, дали се уште пациентите може да дојдат до вас иако сте во пензија? Јас кажав дека сум во пензија, не работам веќе на очната клиника, меѓутоа има колеги кои добро работат и можат да ги решат проблемите на нашава пациентка од Крива Паланка. Така, а вие сте тука да споделите информации Јас сум тука од дел од вашето долгогодишно искуство до гледачите. Посебно за малите дечиња и бебиња да кажам некои препораки кои се задолжителни и на кои што треба да се обрне внимание. Ви благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму. Кај бебињата до 3-тиот месец често пати се јавува вкрстен вид. Дали е тоа страшно и дали само од себе тоа може да помине? До 3-тиот месец не постои добра координација меѓу очните мускули и Еве има и некои фотографии кои што го прикажуваат тоа. И вообичаено едното око може да гледа право, другото криво, едното да гледа према носот во форма на крст, другото према увото, и тоа многу ги вознемирува родителите, меѓутоа тоа е последица на две работи: на незрелост на нервниот систем, на слабост на мускулите и на недостаток на фиксација и конвергенција на окото. После 3-тиот, најдоцна 4-тиот месец, пошто постојат индивидуални варијации, очињата на двете деца се во паралелна рамнотежа и тогаш не постои некое кривење на окото. Ако после 3-тиот месец целата состојба продолжува и на 6-тиот месец постои, со тоа што доминантно едното око се криви, а другото гледа право, моја препорака е да задолжително се направи комплетен офталмолошки преглед кај детски офталмолог со ширење на зеничките и гледање зошто е таа причина за појава на кривење на окото, односно појава на ран страбизам, кој понекогаш може да биде и лажен. Родителите треба да знаат дека ако бебето има широко поставени очи, анатомски структури, широка база на носот, тогаш може да се случи да има состојба на еден лажен или псевдострабизам и најголем дел од родителите се вознемируваат, меѓутоа со растењето на коските на лицето и структурите на окото, тој практично самиот физиолошки си поминува. Биде надминат. Многу често децата денес се изложени пред дигитални уреди. Гледаат телевизија, гледаат видеа на мобилен, таблетот е неизбежен дел од нивното секојдневие. Како влијаат дигиталните уреди врз здравјето на окото?
Па, добро, современата технологија неспорно дека има многу добри бенефити, меѓутоа има и хендикепи. Голем број на видео интерактивни игрички се можни за развивање на голем број на способности, моторички, сензорни, и бенефитот од нив е, мислам, неопходен. Меѓутоа, треба сето тоа да биде дозирано, со оглед на тоа дека очите не се затвараат, детето не трепка и се навлекува на разните игрички. Се препорачува, значи да не се употребуваат во првата година, а знаеме дека некои од родителите ги употребуваат посебно на малите екрани на мобилниот телефон, што е многу тешко затоа што окцето на детето само конвергира, гледа само наблиску, не надалеку, а практично треба да гледа надалеку. И затоа мој совет е да повеќе од половина час за цртаните филмови или за некои интерактивни игри, не повеќе од половина час, толку колку што трае група на цртани филмови на крајот од првата година, затоа што сето тоа може штетно да влие. Остатокот од слободното време препорачуваме и јас препорачувам да го користат родителите надвор од домот, посебно кога сега времето е убаво, и на тој начин очните мускули зајакнуваат и се избегнува раното создавање на кратко видео заради користење на овие монитори, таблети или друг вид на помагала, посебно за поголемите деца кои имаат интернет во спалната соба, ги користат веќе социјалните мрежи од најразна возраст и можат без знаење на родителите тоа да го злоупотребуваат. Така, како да се зачува здравието на окото? Како да се зачува видот? Има ли некои безбедносни насоки кои што родителите може да ги следат? Еве, освен шетање во природа, што помала изложеност пред дигитални уреди. Редукцијата на времето поминато на мониторите и на, мислам, на современите електронски помагала е едниот дел. Другиот дел е одредена визуелна стимулација, како што кажав, а таа може да се прави и со помош на некои интерактивни црно-бели визуелна стимулација, која што во западните земји е доста користена метода, во која што практично се развива осетот за деталното гледање, за промената при гледањето и разликување на формите. Значи има тука повеќе бенефити од вакви визуелни стимулации кои што кај нас не се вообичаени. Се вообичаени кога се користат одредени вежби за слабовидно око на монитори и тогаш се доста потребни, неопходни. Меѓутоа, кај нас играта со мајката, оддалечувањето, правењето на гримаси, давањето на разни предмети во разни бои. И играчките? Црно-белите играчки на почетокот, а потоа во разни нијанси на бои, меѓутоа не многу јаки бои. А што се однесува до безбедноста на играчките? Денеска има секакви играчки. Децата добиваат пропишно се и се што од родителите, но и на родендените. Постојат ли некои правила во однос на безбедност за да не го повредат окото? Добро, мислам дека сега технологијата на играчките е доста совршена, во колку се користат играчките и тие се воглавно безбедни со сертификати, во колку се користат играчки кои се за возраста. Меѓутоа, можно е при оштите предмети, значи правоаголните форми на играчки, да се повреди окото и тогаш при удар не сакајќи некојаш дечињата удираат неконтролирано со своите рачења, тогаш треба веднаш да се превземе мерка, да се затвори окото, да се појде на очен лекар и да се види да не настане некој посериозен проблем, некоја гребнатинка, некој подлабок проблем. Не треба да се дават оштите предмети на децата, посебно во оние кои се употребуваат во кујна, затоа што имало случаи кога децата не сакајќи ги земале ножиците на своите мајки и практично го наранувале комплетно своето око, дури до мозочето, со оглед на тоа дека коскичките во првите месеци се многу меки и сме имали такви случаи на клиника кои завршувале на неурохирургија. Така да се избегнуваат оштите предмети кои што може да децата сами да направат проблем. Инаку да потенцираме колку е важен офталмолошкиот преглед за здравието на окото, бидејќи најчесто проблемите треба да се решат до предшколска возраст. Да, точно е. Рековме дека не постои можност да се
превенираат во колку самите родители или педиатри не соодветствуваат некој преглед. Меѓутоа, моја препорака е да до 3-та година посетат офталмолог. Децата тогаш можат и дури да се измери видната острина, која вообичаено е стабилна, а во 6-та година е како на возрасен човек. Така да и дечињата пред да одат во училиште може, меѓутоа тоа веќе доцна. Значи, најдобро е најдоцна до 3-та година се направи еден офталмолошки преглед, да се види колку е видната острина надалеку, со помош на одредени практично букви или оптотипи кои родителите го приучуваат детето дома во форма на буква Е, што е вообичаено кај нас. Може ли тој тест со буквата Е да го појасните? Еве сосема накратко. Да, тоа е вообичаено широка буква Е која што има запци и се става на почетокот на поблиску дека се ухода детето, потоа и на 6 метри, тоа е вообичаено и детето треба да ги покаже кај се тие на кај се свртени практично или како чешлен, ние го викаме чешлињата на самото или како буква Е, на која страна се завртени и вообично детето со своето раче покажува нагоре, надоле, на страна и на тој начин се мери видната острина. Потоа задолжително е да се прошират зениците, да се погледа очниот нерв, точката на јасниот вид, да се измери диоптријата, дали посебно во колку некој од родителите има рефракциона аномалија или грешка со висок диоптер, пред 3 години детето треба да иде кај офталмолог. Значи задолжително, значи тие родители треба да го донесат своето дете на едно комплетно офталмолошко испитување за да се открие дали наследиле некоја висока рефракцијска грешка, мислам висока кратковидост, висока далековидост, слабовидост, например, вродено перде, вроден глауком, спуштање на капачето, сите тие диагнози кои се почести можат да се превенираат ако се откријат навреме. Така. Јас ви благодарам за учеството во денешната 0M+ емисија, која што наменета за деца, но и пред се за родители. Се надевам дека ќе се видиме повторно, ќе поразговараме и за некои прашања кои што се врзани со видот на децата кај од 3 до 10 години. За очилата, за безбедноста, што со тие деца што не сакат да носат очила и така натаму. Можем да. Ви благодарам, гледајте не јутре од 12 часот до 12:30 на телевизија Телма. До гледање.